Каде завршува вашето отпадно масло за јадење? Несоодветното отстранување на овој вид отпад, кој се создава секојдневно во големи количини, представува најчест причинител за загадување на водата и почвата. Како од отпад да дојдеме до енергија? Отпадните суровини повеќе не завршуваат по депониите и нивните енергетски својства почнуваат да се искористуваат за добивање на нови екопроизводи. Со самото тоа целата економија се придвижува позитивно и расте, каде што се најмуваат нови човечки ресурси, се отвараат нови бизниси во приватниот сектор за да ја поддржат оваа циркуларна економија, односно економија на рециклирање на отпадните суровини. Само 1 литар отпадно масло за јадење може да загади до 1 милион литри чиста вода за пиење. Од друга страна, отпадното масло кога ќе се исфрли во канализационите системи, доаѓа до големо наталожување и потоа тоа се стврднува и ги запушува тие системи. Во 40% од случаите, затнувањето на канализационите системи е предизвикано од отпадни масла и масти за јадење. Има доста примери од анализи направени насекаде низ светот. Јас можам да издвојам еден во Велика Британија, например. Таму од 50 до 75% од затнувањето на канализационите системи е предизвикано од отпадни масла и масти за јадење, а годишниот трошок изнесува до 100 милиони евра. Отпадното масло, доколку се исфрли во почвата, со тек на време се стврднува и се создава еден слој на површината на земјата, кој што го спречува протокот на воздух и негативно влијае на растителниот и животинскиот цвет. Исто така и во реките, например, доколку се исфрли отпадното масло, може да се наталожи на дното и по коритата и негативно да влијае на животинскиот и растителниот свет. Заедно да ја заштитиме животната средина преку третман на отпадните масла, со редовно и често менување на маслото за јадење после секое готвење, значително се намалува ризикот по нашето здравје. Колку повеќе селектираме, толку повеќе ја заштитуваме природата. Имаме собрано над 2500 тони отпадно масло од 2009 година нааму. Отпадното масло потоа влегува во нашиот систем за управување со отпад, каде што се филтрира, специјален систем за филтрирање, потоа термички се преработува, односно се загрева, се таложи и се прочистува, за на крајот да добиеме една готова екосуровина, која што ја извезуваме надвор од државата на европскиот пазар, каде големи реномирани компании произведуваат биодизел према стандардите EN 14214. Во тој поглед, значи, го затвараме циклусот на отпадните масла, каде што тие веќе не завршуваат во природата и се користат како нов екопроизвод за рециклирање и добивање на одржлив биодизел, кој што не е штетен за природата кога ќе се добие од овие отпадни масла. Во тој поглед сме сертифицирани и од интернационалното европско тело ISCC EU, според EU директивата за обновлива енергија, каде што ги следиме највисоките европски стандарди за овој вид на отпад да може целосно да се истретира како што треба и да заврши каде што треба, односно како суровина за рециклирање и добивање на биодизел. Од индустријата сега сакаме позитивните практики да ги пренесеме и кај домакинствата, бидејќи домакинствата се огромен создавач на отпадните масла, поради нивниот голем број и масовноста во кој тоа се прави. Се работи за една акција која што сакаме да ја спроведеме директно до секој дом, односно системот за собирање на отпадно масло за јадење да го направиме лесен и достапен до граѓаните, а со тоа да ја зголемиме нивната еколошка свест, нивните навики за собирање и да придонесеме до создавање на едни повисоки еколошки вредности во нашето општество, каде што животната средина ќе се третира како што треба, односно ќе ја заштитуваме и за нашите идни генерации. Акцијата се вика Рециклирај и донирај, каде што секој оној кој што е заинтересиран да собира, го посетуваме, доставуваме кантичка за собирање на отпадно масло, 3 литарска. Потоа по собирањето, значи по полнењето на кантичката, собирачот треба да не контактира, имаме и сами налепници на кантичката со телефонските броеви, контакт информации. Нашиот тим доаѓа директно до домот на собирачот, ја подигнува количината, доставува нов чист сад за собирање и како мотивација додатна за да продолжат собирачите да собираат, доделуваме и половина литар сончогледово масло, кое што може да го задржат за себе или пак да го донираат преку во рамките на Рециклирај и донирај до Сдруженијето Љубезност. На ниво на Европа маслото кое што се собира
во сите европски земји. Неговата количина изнесува 725.000 тони на годишно ниво, а тоа е 1,45 кг по жител. Кај нас, према нашите анализи на пазарот и према тоа ние што го собираме, во Македонија се собираат само 0,25 кг по жител. Значи дека имаме голем простор за напредок, значи се уште повеќе да се собира отпадно масло во Македонија. А секако сегментот на домакинствата би бил со најголем потенцијал, бидејќи досега немаше систем за собирање од домакинства. И во тој поглед, значи, треба да ги следиме европските стандарди. Ако може една Словенија, која што е помала држава од нас, да се собираат 3000 тони отпадно масло од индустријата и домакинствата на годишно ниво, зашто не би било тоа и кај нас? Најдобар пример во Европа е Белгија, каде што на годишно ниво се собираат околу 3 кг по жител, што е над 30.000 тони отпадно масло од индустријата и домакинствата. Со еко-иницијативата Рециклирај и донирај се овозможува на сите собирачи на отпадни масла за јадење да донираат и воедно помогнат на социјално загрозените семејства во Македонија. До сега се собрани околу близу 20 литри свежо сончегледово масло, кое што Издруженијето Љубезност ќе го однесе до социјално загрозените семејства. Бројот на домакинства кои што изразија желба да земат празни кантички и да се вклучат во овој проект само во ноември месец е 150 и веруваме дека и декември и следните месеци бројот се повеќе ќе се зголемува. Интересот е многу голем. Тоа е најпозитивното како резултат од овој период до сега, што го увидуваме на терен. Постојано граѓаните се јавуваат на телефоните, постојано порачуваат празни кантички и веќе се зголемува и количините на отпадно масло кои што се собираат. Верувам дека 2018 година ќе биде година каде што на крајот ќе кажеме дека бројот на граѓани кои што се вклучиле во овој систем е многукратно зголемен. На овој начин ја заштитуваме средината во која живееме, ги намалуваме економските и општествените штети кои се предизвикуваат со несоодветно фрлање на овој отпад и придонесуваме до циркуларна зелена економија. На нашите деца им даваме пример за еколошки вредности. Донирај и спаси ја животната средина.